Добар ден, јас сум Елена Дракуловска-Гигов, работена во ИНПУМА, Институт за урбанизам, сообраќај и екологија од Скопје. Цел на денешното образлагање е јавна анкета, јавна презентација за детален урбанистички план за Урбан блок 5, Урбан опфат 5.3 општина Пробиштип. Планот беше на една јавна анкета, сега се одржува повторна јавна анкета и презентација. По однос на планското решение од првата јавна анкета нема поголеми измени, накратко ќе извршиме образлагање на втората јавна анкета и презентација. Локалитетот се наоѓа во југоисточниот дел на град Пробиштип. Границата на конкретниот плански опфат е дефинирана согласно генералниот урбанистички план на град Пробиштип со плански период 95-2005 година, донесен со одлука на Совет 97 и се дефинира по оските на следните сообраќајници. На југ по осовина на ново планиран канал по ГУП на Пробиштип и по наменска зона домување со спорт и рекреација. На запад границата се движи по осовина на Колекторска улица 2, односно Собирна улица 2 по ГУП на град Пробиштип. На север по осовина на Колекторска улица 1, односно по осовина на Собирна улица 1 по ГУП на град Пробиштип, и на исток границата оди по границата на генералниот урбанистички план на град Пробиштип. Според опишаните граници, овој детален урбанистички план е со вкупна површина на плански опфат од 10,18 хектари. Површината на планскиот опфат на овој детален урбанистички план е дефинирана со генералниот урбанистички план. До сега нема изготвено детален урбанистички план за овој плански опфат. По однос на постојната состојба се застапени следниве класи на намена: А1 домување во стамбени куќи со 26,9%, Б4 деловни простори 0,1%, Д3 спорт и рекреација 7,7%, Е1 комунална инфраструктура сообраќајни коридори со 13,7%, река со 1,1% и неизградено земјиште со 50,6%, значи тоа е во најголема застапеност во рамки на постојната состојба. Во локалитетот при инвентаризација на содржините и функциите на теренот евидентирани се вкупно 53 објекти. Во однос на инвентаризацијата на изградената комунална инфраструктура, во рамки на опфатот, западната улица, североисточната и северозападната улица се асфалтирани. Во рамки на опфатот има и еден постојан земјен пат кој поминува по средина на опфатот и се движи од север према југ, и еден постојан земјен пат кој поминува по источната граница на планскиот опфат. Во внатрешноста на планскиот опфат има две постојни улици пристапни асфалтирани со помал профил кој не е согласно правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. На западната страна на опфатот и на северозападната страна има изведено водоводна мрежа со профил Фи-150. По постојните две асфалтирани пристапни улици има изведено водоводна мрежа со профил Фи-81, 2 и 3/4 цол. Покрај земениот пат поминува фекална канализација и го сече западниот дел на опфатот. Атмосферска канализација не е изведена. Во постојната состојба во рамки на планскиот опфат има една изведена столбна трафостаница. До трафостаниците има изведено подземни средно напонски електроенергетски водови и низ опфатот поминува 10 киловолтен далновод. Долж постојните улици има изведени подземни телекомуникацијски водови со кои стопанисува Македонски телеком. Во најголем дел се работи за бакарни водови, а крај западниот и северозападниот крај на опфатот минува и оптички кабел. Во однос на планската документација, таа е изработена согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, согласно генералниот урбанистички план на град Пробиштип. Планот е усогласен со најновата законска регулатива како што е Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина, форма, начин на обработка на генерални урбанистички планови, детални урбанистички планови за село и останатите видови на урбанистички документации. Во однос на сообраќајната инфраструктура планирана, со постојниот важечки генерален урбанистички план дефинирани се трасите на профилите на две собирни улици. Тие се дел од примарната улична мрежа, а дел е останатата секундарна улична мрежа. Од примарна улична мрежа имаме собирни улици, две, односно Собирна улица или Колекторска улица 1 и Колекторска улица 2. Секундарната улична мрежа е изработена согласно постојната состојба на терен и вклопена во планското решение на овој детален урбанистички план. Секундарна улична мрежа имаме сервисни улици, стамбени улици и пристапни улици, чии профили се усогласени со Правилникот за стандарди и нормативи за просторно и урбанистичко планирање.
Во однос на нивелманското решение со изработка на деталниот урбанистички план, пристапено кон изработка на нивелманско решение за истиот локалитет. При проектирање на нивелетата се почитува природниот пат на теренот. Подолжните наклони на сите сообраќајници се движат во границите на максимално дозволените наклони. Во однос на електроенергетската и телекомуникацијската инфраструктура, во опфатот се предвидени 4 градежни парцели за градба на трафостаници, од кои една постојна столбна трафостаница. Имаме 3 ново предвидени. И низ опфатот поминува постоен 10 киловолтен далновод со внесени заштитни зони. Кабелското напојување со среднонапонска и нисконапонска електрична мрежа ќе се определува, ќе се развива во понатамошниот тек на разработка на техничката документација, односно со изработка на проекти за инфраструктура и идејни основни проекти за електрична мрежа. Во однос на телекомуникацијската инфраструктура, толош постојните улици има изведени подземни телекомуникацијски водови, со кои стопанисува Македонски телеком. Се планира задржување на овие траси за подземни телекомуникацијски водови. Дополнително планирана и траса на подземен телекомуникацијски вод долж тротоарите од двете страни на тротоарите, таму каде што нема тротоари по коловозот од пристапните улици, со што се обезбедува можност за поврзување на сите градежни парцели. Во однос на водоснабдувањето, во рамки на планскиот опфат има постојни водови на водоводна мрежа, која е реализирана во профилот на постојната улична мрежа, меѓутоа истата е со многу мали попречни профили и истата не може да ги задоволи планираните потреби. Од тие причини се предвидува зголемување на попречните профили на постојната водоводна мрежа на ФИ 150. Во однос на фекалната канализација се планира изградба на сепаративен систем на канализација, изградба на посебна канализацијска мрежа за атмосферски води, како и посебна канализацијска мрежа за фекална канализација. Канализирањето е предвидено да се врши гравитацијски. Планирано е во мал дел задржување на постојната фекална канализација долж постојните улици, изведба на нов вод ФИ 250 долж планираните улици, кој ќе се надоврзе на оваа постојна канализацијска мрежа. Во однос на атмосферската канализација, проекцијата на атмосферска канализација предвидува исто сепаративен канализацијски систем за одвод на атмосферските отпадни води, кој ќе се состои од посебни канали, а кои ќе се водат по главните сообраќајници и по совините на сообраќајниците, за кои постојат услови за канализирање по гравитацијски пат. Со деталниот урбанистички план за урбан блок 5, урбан опфат 5.3 на предметниот локалитет се предвидуваат зони со класа на намена А1, домување во стамбени куќи, Б4 деловни простори, Д1 парковско зеленило, Д2 заштитно зеленило, Д3 спорт и рекреација, Е1 комунална инфраструктура сообраќајни коридори, Е2 комунална супраструктура трафостаници. Предвидениот концепт се надоврзува на намените што ги предвидува важечкиот генерален урбанистички план на град Провиштип. За градежните парцели со основна класа на намена А1 домување во стамбени куќи е дозволена максимална висина од 10 и 20 метри до хоризонтален венец на градбите со максимално дозволена катност од приземје 2 нивоа и поткровје. За градежните парцели со класа на намена А1, за кој не е предвиден понатамошен развој, е можна интервенција во смисла да може да се превземе активност за реконструкција, санација, реставрација и адаптација во зависност од можностите и поставување на покрив без можност за адаптација на истиот во корисен простор. За градежните парцели со основна класа на намена Д3 спорт и рекреација, максимална висина до хоризонтален венец на градбите е дозволена 10 и 20 и максимална дозволена катност од приземје 1 ниво. За градежните парцели со намена Д3 спорт и рекреација, задолжително е разработка со архитектонско-урбанистички проект, односно во истите планирани се простори ограничени со градежни линии, во кои е дозволено поставување на површини за градење на повеќе градби, кои ќе се определат преку изработка на архитектонско-урбанистички проект во согласно со одредбите од член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Доколку при изработка на архитектонско-урбанистичкиот проект се предвидат содржини со зголемени електроенергетски потребни, можно е да се предвиди градба на трафостаница во рамки на парцелата за задоволување на сопствените електроенергетски потреби, а во соработка со стручните служби на ИВАН.
Во однос на компатибилните класи на намена, за класите на намена А1 домување во стамбени куќи и класите на намена D3 спорт и рекреација дозволени се и предвидени алтернативни класи на намена и компатибилни во однос на основната класа на намена согласно правилникот за стандарди и нормативи за просторно и урбанистичко планирање. Во однос на нумеричките податоци во планот, предвидени се 107 градежни парцели, бруто развиена површина вкупна на објектите е 70.057 метри квадратни, просечен процент на изграденост 19,55% и просечен коефициент на искористеност 0,69%. Накратко, тоа е образлагањето за јавната анкета и презентација. Доколку некој има некоја приметба или некој барање во однос на планското решение, може да пополни анкетен лист и да го достави. Сите анкетни листови ќе бидат разгледани комисиски и на секој ќе му биде одговорено поединечно. Ви благодарим.